Марта Кос, нејзината функција во Европската унија е да го следи процесот на проширување. И таа е најодговорна за тоа дали Македонија има некаков напредок кон Европската унија, зборам во реформите. Вели 2025 година беше година на значаен прогрес за проширувањето на Европската унија. Црна Гора, Албанија, Украина и Молдавија се издвојуваат. Тие напреднаа најмногу во реформите во изминатата година. Наредната година ќе биде момент на вистината. Украина, запаметете дека е држава во војна. Молдавија е држава која што не контролира еден голем дел од својата територија. Црна Гора е на чекор да влезе во Европската. Албанија во 90-тите беше во сериозни социјални, економски немири. И еве каде е Албанија. Нели сне сега во НАТО? Да, меѓутоа НАТО е воена алијанса која што не заштитува од надворешни непријатели, надворешни напади. Не дозволува конфликт меѓу земји членки на НАТО. Туку НАТО гарантира дека демократските процеси во земјите членки на НАТО ќе поминат без конфликти. Македонија и Албанија се земји членки на НАТО. Затоа нема да има конфликт. Ама ќе има загарантиран процес на референдум и загарантирано спроведување на одлуката од референдумот. Поентата е дека сега е геополитичкиот момент на проширување на Европската унија. Треба да го искористиме и да бидеме паметни. Воспротивно, прашање е кога повторно ќе се отвори ваква шанса за Македонија. Јас верувам дека до 2027-28 година Албанија и Црна Гора може да станат полноправни членки на Европската унија.